Бројот на семејства во Македонија на кои им е потребна храна и облека секојдневно рапидно расте. Хуманитарното здружение Надеж за сите од Прилеп, кое постои од почетокот на годинава, досега им има помогнато на над 500 семејства во целата држава. Велат дека бројката на социјално ранливи категории енормно се зголемила со пандемијата на COVID-19. Иако подолг период тие барале помош и од општината и од државата за канцеларии и магазински простор, досега не добиле ништо освен празни ветувања. Повеќе не можеле да функционираат вака, бидејќи дел од донациите во храна ги чуваат дома без најсоодветни услови и немаат простор за работа. Велат, не бараме плата за нас, туку само подобри услови за да им се помогне на тие кои што гладуваат. Ние не бараме за нас финансиски средства, не бараме ние плати за нас за здруженијево, ние како членки единки. Ние бараме државата да застане за нашето здружение, да ни помогна да ги нахраниме тие семејства. Има семејства кои плачат и се гладни. Ние ја бараме таја помош од општината, од државата. Да обрни малце внимание на тие семејства. Затоа што нив не му звона, нас ни звона, значи не научија нас како здружение дека помагаме на социјално загрозени семејства. Ние работиме работата што треба да ја работа, на пример, државни институции. Здруженијето на граѓаните им помага со храна, облека, покуќина, но и пари за лекување. А работите кои ги донираат им ги даваат хумани граѓани, а многу поретко фирми. Затоа упатуваат апел во процесот да се вклучи државата, како и поголемите компании. Потребно институциите барем една ден да дојдат и да присуствуваат на помагање барем на едно семејство за да видат колку тие семејства имаат жални приказни, тажни. Навистина е жално да се гледат нивните судбини, да немаат буквално возрасни луѓе да немаат леб да јадат, мали дечиња да немаат леб да јадат. Значи страшна е сликата. Доколку за брзо време не им се обезбеди магазински простор, возило и канцеларија, од Надеж за сите велат дека ќе мора да го намалат обемот на работата, затоа што во сите акции трошеле и своји лични средства. Секојдневно добиваме преку 40-50 повици кои што имаат потреба од наша помош. Премногу се семејства, а ние немаме толку сила да му помогнеме на тие семејства. Од Здруженијето се надеваат дека овие апели ќе ги слушне државата, за да тие можат да им обезбедат каков таков подостоен живот на оние на кои што тоа им е најпотребно.